Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Вечерва во малку поинакво издание во едно помало студио на Алфа телевизија. Ќе ви откријам наскоро зошто. Веднаш на почетокот да кажам дека за нас новинарите постојано интересно и за случувањата во Македонија и на меѓународна сцена во Македонија продолжи процесот за трагедијата во дискотеката Пулс. Обвинетите се изјаснија како невини, велат дека не чувствуваат вина за тоа што се случи таму. Процесот ќе биде многу макотрпен како што сите очекуваме. Околу Сейф Сити, што да кажам, што да се пожелам, повеќе од 100.000 прекршоци само за еден ден покажа камерите на безбедниот град, над 5.000 поменувања на црвено, тоа многу зборува за нашата совраќајна култура, ке се согласите. Од 1. јануари ќе биде навистина весело по нашите улици кога ќе почнат да фрчат казни. Инаку и на меѓународна сцена морам да признам, многу интересно. Во Грција земјоделците штрекуваат, го блокираа граничниот премин кон Македонија. Во Бугарија големите штрајкови натераа владата да се откаже практично од буџетот кој што предизвика лавини реакции во соседната земја, а ние се префрламе на еден подалечен континент, во Латинска Америка. Конкретно ќе зборувам с мојот пријател Христијан Мицевски, кој живее половина од годината во Лондон, половина од годината во Колумбија, конкретно во градот Картагена или Картахена по шпански. Веќе беше еднаш гостин во мојата емисија пред неколку месеци тука во студиото во Скопје, во студиото недалеку од овде. А сега ќе го снимиме преку Вибер, бидејќи тој се наоѓа токму таму во Колумбија, во Картахена. Зошто? Затоа што ситуацијата на Карибите навистина забрзано се влошува. Прашање на време кога се плашам дека ќе биде така, Соединетите американски држави ќе извршат удар врз Венецуела. Венецуела е соседна земја на Колумбија, под власт на Николас Мадуро, кој што американците директно го обвинуваат дека заедно со неговата влада практично е организатор на криминална структура која што пренесува, односно тргува со кокаин на американскиот континент. Информациите од таму велат дека многу брзо, веројатно прашање на денови, американците кои што досега напаѓаа главно бродови на Карибите кои што пренесуваат дрога, би можеле да извршат директен удар на територијата на Венецуела. Христијан е велам во Колумбија, ја следи ситуацијата одблиску, инаку Христијан е македонец кој што работи долго време со разни проекти во Соединетите американски држави и во Велика Британија, кој што навистина има големо меѓународно искуство и како аналитичар и како експерт, така што ќе можеме да позберуваме малку подлабоко на оваа тема. Христијан, верувам дека се слушаме. Добро утро, велам за тебе. Тамо во Картахена се уште рано ден ноќе, како да го наречам тоа, ран ден. Да. Добро утро, Драган. Само една мала корекција, во Кали, не во Картахена. Во моментов си во Кали, да. Во Кали, да. Во ред Кали, Картахена, тука сме некаде. Да, тука сме. Иако се неколку стотини километри во прашање, тука сме негде. Атмосферата во Колумбија, временските околности се такви што е релативно топло, меѓутоа таму, ако не се лажам, постојано пролет. Постојано, така, да. И земјата Колумбија е позната како земја на вечна пролет. Значи, пошто температурите се од 10 степени најниско до 30 степени највисока. Значи, генерално е измеѓу 15 и 27. И јас би сакал да е такво и тука. За жал во Скопје последниве месец и пол два постојано врнено што е тука е едно подпрашање пред да влеземе во суштинската тема. Како е регулиран сообраќајот во Кали, да речеме, или генерално во Богота во Колумбија? Дали функционира безбеден град или го нема тоа? Го нема. Тоа мислам дека ако се сеќаваш и на претходната емисија кажував дека едно од најнегативните работи е сообраќајниот метеж овде во Колумбија. Значи тоа е на пример, како да ви кажам, значи Скопје пута 10. Сега и тука има камери и такви работи, ама еве ја баш сабајле прочитав за ова за Safe City. Му аплаудирам на министерот за оваа мерка. Ова треба потхитно да се користи. Овде проблемот е дека јавниот транспорт не функционира. Мислам, го има,
автобуси, ама е препон, че го има многу малку и сите се со своји автомобили. И сега мислам дека во претходната емисија кажав, таму една од мерките кои што функционира е дека еднаш во неделата, според регистарските броеви, немаш право да изнесеш колата у градов. Значи и така имаат некако, тоа е една од, да речеме, од мерките кои што прави малце да се редуцира, да речеме, тој сообраќај метеж, али го има премногу, значи тој има еден од главните проблеми нив. Добро, сега. Инаку во Колумбија уште во септември, они викаат така, од септември се чувствува декември, почнува новогодишната прослави, атмосферата, значи јас лани за прв пат во тој период бев тука, порано одев во други периоди и ова што го гледам тука е нигде не може да се види на друго место. Вака да кажам, значи зборам за како се прославува Крисмас, како се прославува, значи новогодишните празници, целата атмосфера. Иако нема снег, нема студови, божикната и новогодишната атмосфера си е супер. Се е супер, така. Да преминеме на оно што сега нас не е интересно. Велам, можеби грешам, меѓутоа ситуацијата исклучително тензична станува во Јужна, односно во Латинска Америка, конкретно на Карибите, Венецуела и Колумбија се соседни земји, веројатно во Колумбија и тоа како се следи ситуацијата. Последната информација беше, ова емисија некој се снима неколку часа пред да се емитува, се не дали во овие неколку часа ќе се случи нешто, не знаеме, верувам дека не. Меѓутоа последната информација беше дека наводно претседателот на САД, Доналд Трамп, му се јавил на Николас Мадуро, значи на претседателот на Венецуела, и му рекол веднаш со своето семејство да се евакуира од земјата, додека уште има време, потоа ќе биде доцна, на што очигледно Мадуро одговорил негативно, бидејќи тој натаму е во Венецуела. Дали е точно? Значи да, тоа New York Times мислам дека излезе со тој лик, прво со таа вест и го мислам дека и Reuters после го презеда и другите, значи они претходната недела мислам дека рекоа дека 16 ноември бил повикот меѓу двајцата лидери и кратко траел повикот. Идејата на Трамп секако е дека сакал да замине од власт и тоа што протече у јавноста е дека Мадуро начално сакал да се повлече. Првично сакал да барал да остане под негова контрола војската. И од кога тоа му е одбиено, второто барање му било дека барал да има глобална амнестија за него и за неговите соработници и тоа Трамп го одбил веднаш и така да тогаш разговорот отишол веднаш во некоја друга насока и едноставно си враќале еден на друг закани. Според тоа што New York Times го кажува, дека Трамп кажал дека додека се уште сум во добра како се вика атмосфера или како да кажам, во добро расположение. Подобро расположение, така ти и твојата фамилија може да ќе ви обезбедиме значи да можете да излезете од Венецуела, но на сите други не. Сега тука е проблемот, бидејќи неговите соработници нема да го пуштат така лесно, бидејќи тоа се врзано, така и функционира Венецуела. Може ли да влезе малку подлабоко во суштината на проблемот со Венецуела? Венецуела од времето на Уго Чавес, значи последниве 20 и неколку години функционира како социјалистичка земја. Така барем не е представено. Николас Мадуро го замени Чавес кога тој почина своевремено. Земјата е во голема економска криза, тоа е факт. Значи таму буквално имате редици за храна, таму имате недостаток на основни производи. Влада е една практично политичка партија, таа на Уго Чавес, односно сега на Мадуро. Народот живее субстандардно, практично во најголем дел. Често пати гледаме снемува електрична енергија во целата земја. Например, нема храна, велам, нема услови за квалитетен живот, меѓутоа власта сепак се одржува. Како се одржува воопшто? Значи, еве да почнеме малку со една мала историја околу Венецуела. Значи, Венецуела има најголеми, значи најбогата истражување со нафта, значи нафтени резерви во светот. Значи над 300 милиарди потврдени резерви на нафта, кој што ја става пред Саудиска Арабија, кој што има околу 260 така нешто. Тоа значи дека би требало да е меѓу најбогатите земји во светот. Буквално да биде као Дубај. И така и била позната на времето, значи бидејќи Венецуела од 50-тите до раните 90-ти години била најбогата
Значи во Јужна Америка, Латинска Америка со најголем индекс на HDI, Human Development индексот што е тај. И се до 90-те години, кај што почнуваат, значи, бидејќи имале преголем суфицит, имале многу пари, компанијата која што е познатата компанија нивна нафтената индустрија ПДВСА, која што е национална компанија, произведувала многу нафта, значи имале многу профит и нормално почнале премногу трошоци секојдневни на буџетот, и почнала полека да речеме да се прави еден вид на една елита во Латинска Америка, во Венецуела, и таму се појавува веќе Хуго Чавес. Од 90-тите години он почнува со активизмот, произлегува од војската. Од 97 година почнува со изборите, 99-та презема како председател до 2013 до неговата смрт. Инаку Венецуела, например, таа Венецуела и сегашната Венецуела тогаш била позната како Дубај на Латинска Америка, пошто и во тој период Дубај почнува со нафтени ресурси, значи да се развива. А сегашната Венецуела, например, еве кратки податоци, инфлацијата е 269,9%, тоа што го има според IMF, според ММФ. Значи тоа е една од најголемите. Значи Аргентина го имаше тоа, али со новиот председател со Милеј ова драстично падна на 40, мислам дека беше. Венецуела секоја година има повеќе. Пример, Венецуела, минималната плата на Венецуела е околу $2 месечна. $2? Некаде средна. $2 месечна, да. Отприлика околу 8, измеѓу 8 и $12 е на некој работник во јавна администрација. Сега тука поентата е затоа како социјализам они функционираат, значи платата на нив е најмал дел, значи владата така ги одржува луѓе во, да речеме, под контрола, под репресија, бидејќи главните примања на еден обичен работник се преку бенефиции. Или ние, како што знаеме од Југославија, бонови, како ги викаат тие. Значи ти дава бонови за храна, значи бонуси за работа, за екстра работно време, такви некои работи, и нормално затоа и голем дел од популацијата, од обичните работници едноставно знаат дека преголем е ризикот да влезат да се конфронтираат со власта, бидејќи ќе го изгубат и тоа малкото што го има. Ќе ги изгубат бенефициите што ги добиваат од државата. Да. Практично тоа ги држи нив во една ситуација на постојано зависност од државата. Буквално така, да. И реално така е како функционира Венецуела. Она е сега да речеме, тој е еден вид на како модерен израз, ама пак тој е авторитарен хибриден режим, каде што он се темели на, да речеме, на три главни пилари. Значи првото е лојалноста на војската и на полицијата, потоа е лојалноста на тајната служба и манипулацијата во изборите, значи изборните манипулации, и последното мислам дека беше, може да се каже, фрагментација на опозицијата, бидејќи едно од главните нивни како правила, како они мислам како функционираат е тоа, како популарното divide and conquer, раздели па владај. Старата римска пословица. Така. Но морам да те прашам, Христијан. Пред неколку години имаше избори претседателски во Венецуела, на кои што прогласи победа противникот на Мадуро, и западните земји се обидуваат таа победа да ја легитимираат, односно го прогласија тој човек за претседател легитимен на Венецуела, меѓутоа во реалноста тоа не се случи. На крај човекот мораше да се тргне, а Мадуро остана на власт. Да, така. Значи тоа е Едмундо Гонсалес. Едмундо Гонсалес, така. Да, е така. Тој е постар човек во години, дипломат, искусен дипломат, кој што цела кариера ја има во дипломатијата. И тој фактички не беше ни планиран да биде кандидат. На кандидатката која што е најпопуларна во Венецуела е неодамнешната добитничка на Нобеловата награда за мир, значи Марија Корина Мачадо. Таа е таа која што беше и се уште символ на борбата за човекови права, за демократизација во Венецуела. Таа е таа која што во самиот почеток на режимот на Хуго Чавес, кога почна да ги затвара медиумите, да прави целосна контрола, таа беше лицето која што стана и се конфронтираше со него. Значи и таа во самата опозиција победи, не знам, со 80-90% од гласовите, но исто како што се случи
ако ви текнува во Турција, да речеме Ердоган како го елиминира градоначалникот на Истанбул, така и во Венецуела Мадуро и судот, нивниот уставен суд, кој што е под контрола нормално на Мадуро, ја елиминира за кандидат Марија Кочадо и мораше да најдат брзо некоја замена. Единствено лице кое што, да речеме, познато во Венецуела, дипломат кој што е, да речеме, еден вид на центрист, нема некои радикални ставови или политики, беше Едмундо Гонсалес. Сега што се случи? Тоа беше лани, минатата година беше, во 2024-та. За прв пат Мадуро не ги објави резултатите. Значи, таму, например, кога се гласаат, од секој избирачко место, после избирачкото место, самиот председател, како во Македонија, примерше, избира председател на општинската комисија, за тоа и тоа избирачко место покажува листе, талон, и што кажува за овој гласале толку, за овој толку, за овој толку. Сега за прв пат Мадуро тоа не го направи. Почна да кажува дека компјутерски грешки, имало софтвери, проблеми, типична, класична, значи, измама. И за прв пат, значи, он кажа дека нема да ги објавиме резултатите поради грешки. А во исто време, луѓето кои што беа од опозицијата, тие пак ги собраа сите тие талони и ги објавија. Добро. Се покажа дека 78, мислам дека беше, проценти гласале за Едмундо Гонсалес. Што значи дека покажува дека огромно мнозинство од луѓето гласале против. Но нормално, значи, бидејќи Мадуро ги контролира сите институции, посебно, значи, Уставниот суд, Врховниот суд, они донесе одлука дека сепак Мадуро е победникот со 51% од гласовите. Што тоа е уште еден податок кај што ти кажува дека реално они кога победуваат 70, 80, така, нели, проценти. Да звучи. Збориме, нели, за диктатори, да звучи. да. Но господината Мачадо сега е практично во екзил? Така. Да, таа се крие. Внатре во Венецуела во Венецуела се крие. Во Венецуела, да. А Едмундо Гонсалес мораше да избега. Тој побара азил од Шпанија и Шпанија во последен момент пред инаугурацијата на Мадуро му даде азил и тој живее сега во Мадрид, мислам, да. Сега е во Шпанија. Сега доаѓаме до овој круцијален момент. Соединетите американски држави, откако Доналд Трамп дојде на власт, инаку да се разбереме, Венецуела е под санкции на САД веќе подолго време. Таа главно соработува со Русија и со Кина, и тоа е еден важен момент. Администрацијата на Доналд Трамп веднаш почна да ја обвинува Венецуела дека трговијата со дрога, ние главно знаеме дека твојата Колумбија, сега навело твојата Колумбија е символот, нели, за трговија со кокаин кон Северна Америка, меѓутоа администрацијата на Трамп тврди дека сега тоа е променето и дека еден голем картел на чие чело се токму Николас Мадуро, неговиот министер за одбрана Чинам и други представници на власта, практично се луѓето кои што ја контролираат трговијата со дрога кон САД. Американците испратија голема армада во Карибите, тоа е факт, бродови, авиони и се што треба, и до сега се, ако не се лажам, потопени се повеќе бродови, негде прочитав преку 80 луѓе се убиени во овие американски напади врз тие. 91. Да, еве, тоа е најнова информација во тие напади. Но идејата е дека токму власта на Венецуела е таа што ја организира и контролира трговијата со дрога. Има ли докази за ова? Да, значи малце конекцијата е слаба. Има ли докази, велам, за ова? Така, значи прво за Колумбија, нели, кратко, значи Колумбија, да, над 80% од производството на кокаин доаѓа у светот, доаѓа од Колумбија. И тоа доаѓаше од година на година се помалу и помалу, но сега има во Колумбија има ултралевичар председател Густаво Петро, кој што во неговиот мандат сакаше, нели, да спроведе политика на помирување, на, нели, сакаше да самите тие луѓе кои што се у наркотрафик да речеме да ги спонзорира, да ги субвенционира, да, нели, да као да излезат од тој бизнис, но тоа беше нормално, само за предјавност, приказна да кажеме. Инаку Венецуела и проблемот со Венецуела дека тој фамозен, они се го викаат картел де лос солес или картелот на сонцата, тој е тој картел кој што начело се рачуна, се смета дека е Мадуро, заедно со Диосдадо, кој што е негова
негова десна рака и човекот кој што реално е тој што ја држи Венецуела, бидејќи тој е министерот за внатрешни работи, под контрола негова се и за правда, под негова контрола се полицијата, тајните служби, затворите. Значи, буквално тој е озогласениот, да кажеме. Значи, Мадуро е повеќе како фигура, но Диосдадо Кабеѓо е тој кој што уште во времето на Хуго Чавес ги правеше сите тие работи позади сцените, ако може така да се каже. И министерот за одбрана, Владимир Падрино се вика, тие инаку тројцата се на листата на FBI Most Wanted, на најбарани, кои што имаат по глава, значи 50 милиони Николас Мадуро, а 25 милиони е Диосдадо и 15 милиони мислам дека е Владимир Падрино. Чекај, тоа е награда за нивно факење. Награда, така. Добро. Да, не за факење, туку дури за информација. Информација која што ќе дојде до нивно факење, нивно апсување. И исто, сега тоа се исто непотврдени информации, но се кажува дека дури претседателот на Колумбија, Петро, има некакви конекции, бидејќи тој е бивш герила, да речеме, од М19, од таа групација, која што... Герилец во Колумбија, така, но во Колумбија. Во Колумбија, така, да. Да, во Колумбија, да. И така е конекцијата. Инаку, стратегијата на Трамп и тоа, нели, за картелот на Сонцата, која што он сега ја погласи како терористичка организација, е дека уште и во времето порано кога беше, значи кога одеше нели рутата на дрогата, одеше нели Средна Америка, Мексико и завршуваше во Америка, во САД, посебно последните години и од доаѓањето на Мадуро тоа се интензивира преку тој картел на Сонцата и сега голем дел од таа рута на дрога оди преку Венецуела, значи авиони, бродови. Инаку ќе ја користи нели армијата за да ги сруши. Така функционира тоа, значи еден вид на изнуда, како се вика. Значи и кога ги пренасочува преку Венецуела, веќе збориме за имате вие целата апарат на власта која што ви помага во пренесувањето на дрогата. И тука е клучот. Бидејќи, да речеме, во Средна Америка, во Колумбија, има луѓе кои што се во власта, кои се нели платени од наркодилерите. Корумпирани, да. Ама реал така, корумпирани, ама системот не, да речеме, целосниот систем. А сега сакаш да кажеш дека во Венецуела самиот систем се занимава со трговија со дрога. Буквално тоа. И тука е најголемиот проблем, затоа они сакаат генерално, нели, Венецуела, Мадуро да го тргнат од власт. Но има ли, морам да те прашам, има ли реална потврда за ова? Овие информации излегуваат од американските медиуми, но дали има реална потврда од независни извори дека тој навистина така, дека системот во Венецуела е тој што тргува со дрога? Реално, значи, да речеме, од тајните служби се тие информации, но ако ги земете, нели, организации, меѓународни организации кои што нели за борба против дрога и таа, тие велат дека само највеќе 10% од дрогата поминува преку Венецуела. Ама сепак, прашањето е на кого да му се верува повеќе, бидејќи сепак тие организации немаат инсайдерски информации, како да кажем, од Венецуела. Но ако на пример отворите на State Department или на страната на FBI, тие детално таму за секој од нив имаат обвинение за Мадуро, и имаат доказна постапка, каде во кој суд се обвинети во Америка, кои се доказите, целата постапка пред неј е така, Мадуро сакаме да го тргнеме од власт и ќе им дадеме 50 милиони. Значи има целосна постапка во системот како функционира во САД, кој што за овие луѓе има докази, да кажеме така, американците прилагаат докази дека ефективно тие се еден од главните тргови, да речеме, со... Сега, доколку ова е сето тоа точно, ние сепак мораме да го земеме со резерва, доколку ова е точно, резерва, така. Да, американската администрација практично порачува со огромната бројка на војници, на оружје кој што ги донесе во Карибите. Тука зборуваме за бродови, носачи на авиони испратија, една целосна армада подготвена фактично за офанзива врз Венецуела, иако зборуваме дека прашање на денови до кога може ова да се случи, некои велат веќе и до крајот на оваа недела, Доналд Трамп ќе даде дозвола за напад врз Венецуела. Каков е реалниот сооднос на силите? Америка е број 1
воена сила во светот, тоа не е спорно. Според тие информации што ги има, Венецуела е околу 50-то место. Има армија од 120 до 130 илјади војници номинално, меѓутоа Мадуро се заканува дека ќе вооружи 8 милиони луѓе, кои што ќе се борат како герилци, како доброволци и така натаму. Колку е ова реално сценарио? Да, значи тоа беше еден како да кажам на македонски медија стант на Мадуро, значи медија блеф на Мадуро, кој што првен излезе со 2 милиона. Таму они имаат, нели, таа војска 100.000 нивна, а се друго е еден вид на доброволци, да кажеме така. Значи они ја викаат Боливаријан милишија на Симон Боливар. Боливарска милиција, револуционер. Милиција, така. И сега он почна со 2 милиона, па накачи на 4 милиона, па сега отиде на 8 милиона, дека луѓево ќе ги вооружа, ќе ги спрема за војна, но реално ни фракција од тоа нема да може да собере. Второ, очекувам деновиве дека ќе почне еден вид на копнена офанзива, мислам копнена, во смисла дека ќе почнат да бомбардираат делови во Венецуела, американската авиација. И очекувам дека тоа ќе биде нешто во смисла како, да речеме, во Југославија, кога се бомбардираше. Но, во Југославија беше, нели, да се тргне режимот на Слободан Милошевиќ. Во Венецуела, барем примерно, тоа што се изјавува, што се кажува, е дека они ќе и таргетираат деловите во Венецуела кај што они знаат дека таму се преработува, се препакува или се транспортира дрогата. Бидејќи реално, значи најголем дел од дрогата се култивира во Колумбија, но најголем дел од кога се култивира, нели, она треба да се преработи, да се меша. Голем дел од тие нели лаборатории, како ги кажуваат они, дури има дел и во Бразил, има дел во Венецуела, бидејќи таа амазонската прашума, таму е генерално они се кај што се стационирани. Сега тука е прашањето, гледаме дека Америка колку има околу 15.000 војници веќе маринци има стационирано, над 15 F-35 сквадрони, авиони. Војната база, авиобазата во Порто Рико, која што беше комплетно, да речеме, како и напуштена, со забрзано темпо овој месец целосно се става во функција. Имате прелетување на неколку борбени авиони, бомбардери. Така да, и баш вчера, синоќа, кажа дека во овалната соба веќе Трамп имал состанок со неговиот National Security Team, известени се лидерите во Конгресот, така да, ако ги следиме сите тие, како се вика, by the book работи, сето тоа доведува дека во наредните часови или денови тие би требало да почнат да бомбардираат одредени делови на Венецуела. Сега, тука дојдеме до следниот момент. Воздушни напади се една работа, но колку е реална копнена офанзива? Во смисол маринци на американската армија да се обидат да влезат во Венецуела за можеби да гурнат Мадуро? Или ќе чекаат внатрешните немири да создадат атмосфера за уривање на Мадуро? Ако треба да се, да речеме, процентуално да се каже, ја би дал помеѓу 10 и 20%. И што не покажува дека Трамп е спремен да влезе со чизма, да кажеме популарно. Ме интересира во овој момент. Венецуелската армија се разбира не може да се носи со американската по ниедна основа. Ти сметаш дека отпор не би ни можело да има во таков калибар на кој што се надева Мадуро, меѓутоа тој вели, доколку американската армија влезе, ние ќе организираме герилско војување, во смисол на тоа ќе им правиме проблеми на американците каде и да влезат со војска. Ќе им вршиме напади врз нивните единици, ќе правиме саботажи врз нивните бродови и така натаму. Колку е ова реално сценарио? Мислам дека и за ова сценарио шансите се многу мали. 10-20%. Зашто? Затоа што тоа, нели, до сега зборевме. Ако ги земеме изборните резултати на опозицијата, кај што, нели, над 70-80%, со 78 мислам дека рекоа проценти населението гласало контра Мадуро, тоа значи дека прашање е од каде он ќе најде луѓе герилци, бидејќи таков вид на герилци, на пример, постојат и у Колумбија. Значи, овозогласените ФАРК и ЕЛН, ама да речеме тоа се 10.000 да речеме 10.000 борци беа во ФАРК, кој што, нели, голем дел се разоружа, а после 2017 година мировниот договор, но сепак сакам да ти кажам дека
апаратот, државниот апарат, војската, ако смени страна, веќе како што викаме ние game over ситуацијата, толку е. Но зошто тогаш? Но зошто е резилентна, го спомна тоа, зошто му даваат поддршка на Мадуро? Бидејќи тоа е клучот на почетокот кој што го кажав. Мадуро беше тој, нели, второто барањето кој што кажа за амнестија на war crimes, значи на воени злосторства, за него и за неговите соработници. Тој беше баш специфично го кажа тоа, бидејќи тој знае дека, нели, сите тие кои што се, нели, генерали, бидејќи тоа е едно од исто интересните работи во Венецуела, кој што класично војската не функционира, лидерството на војската не функционира по мерит систем. Еве на пример, Диосдадо, што ви кажувам, вториот човек има чин капетан. Самиот Мадуро мислам дека има некаков чин. Владимир Падрино е генерал, кој што 2014 добива чин генерал, но реално ако се земе, нели, нивната воена кариера, нема ни подразно, не може да се каже дека они, нели, навистина имаат такви чинови, да. Така. Да, и тоа што го кажав, значи и тој репресивен апарат, значи тајните служби, полицијата исто така, внатрешно имаат многу, они имаат контрола на, нели, на комуникации. Пред некое време ја забранија и WhatsApp, најпопуларната апликација за комуникација. Значи имаат неколку такви алатки кои секоја нели диктатори ги има, диктаторска држава, но исто еден од клучните работи е надворешната поддршка. Значи надворешната поддршка од Русија, од Кина и од Иран. Сега прашањето е токму така, колку може објективно држава која што се наоѓа во непосредно соседство на Соединетите американски држави, значи во незиниот двор, популарно наречено, да се надева дека ќе добие сериозна поддршка од Русија, која што има своји проблеми со Украина, од Иран кој што има апсолутно своји проблеми и од Кина која што навистина и богата и моќна и се, меѓутоа повторно објективно е многу далеко. Така. Тоа е едно од причините, да речеме, зашто Венецуела до сега, да речеме, тие санкции, да речеме, помалку или повеќе успешно ги преброди. Нормално, економијата е катастрофа, инфлацијата има над 7 милиони раселени венецуелци, значи кој што е најголемо во историјата на Латинска Америка. Над 7 милиони има раселени венецуелци, така да тие нели бројки за економијата, но како ќе ја помагаат, да речеме, тие сили? Русија на пример и дава заштита во Обединети нации. Во Security Council не може да помине ни една резолуција, ќе ја блокира. На дипломатско ниво, воено они пред некое време потпиша еден вид на стратешки договор со Русија, као дека Русија ќе дојде во заштита на Венецуела, кој што е само договор на хартија. Русија никогаш не дошла да речеме на испомош на своите воени сојузници. Еве имаме примерот со Арменија. Класичен пример кој што по секој стандард требаше да дојде во одбрана на Арменија во конфликтот на Нагорно Карабах. Со Азербејџан збориш. Не се случи тоа. Да, така со истото се случи и со Иран. Значи Русија немаше никаква интервенција со Израел, нели иако збориме, нели, за стратешки партнери. Така да истото тоа е и со Венецуела. Русија сака да покаже дека, нели, има сојузници, дека нешто прави на меѓународна сила, но реалната слика е дека нема, да речеме, само на хартија. Добро, а што е со Кина? Да. Со Кина работата беше дека Кина со, нели, тој појасот на свилата, нели, Belt and Road Initiative, они дава највеќе пари, значи финансиски ја потпомага. Значи Венецуела бидејќи беше, нели, под огромни санкции финансиски, нафтената ПДВСА индустријата, нели, нивната компанија беше една од најголемите у светот, значи производство на нафта. Они сега произведуваат еден мал дел од тоа што произведуваат. Мислам дека околу 1,5 милиони барели на ден произведуваат, така нешто, 1,1 и така нешто е. А тоа е далеку под тоа што они произведуваат на времето. И што реално можат и сега, да. Што може така, затоа што, нели, тоа го спомнав и претходно, значи над 300 милиарди барели имаат на докажани нафтени резерви, кои што тие ќе ја дадат на Венецуела во наредните 50 минимум години да се одржува на ниво на богата држава. Плюс голем дел, значи, за Иран, еве збориме, значи, нели, Кина е таа кој што финансиски ја помагаше Венецуела и се уште ја помага, но бројките полека од 2014
20-та, 21-та наваму полека почна да спласнуваат со финансиска помош, затоа и сега Мадуро не е толку, да речеме, нели он уште пред месец и пол кажа му даде, да речеме, еден вид на знак на Трамп дека он би бил спремен да соработува со американските нафтени компании, би бил спремен да ги едноставно избрака кинезите од венецуелската економија, но нормално дека Трамп тоа го одби, бидејќи реално проблемот е во него и во таа структура околу него. Бидејќи многу луѓе ќе кажат дека е све заради нафтата, но не е бројките, да речеме, не ги покажуваат така, бидејќи самата Америка е најголем и производител и потрошувач на нафта, но ако ги земеме бројките за производител, Америка сад произведува повеќе отколку Саудиска Арабија и Русија заедно. Значи нафта. Да вистина, оваа информација не сум ја знал. Да. Добро, сега дојдеме до атмосферата. Сега вчера буквално прочитав еден текст кој што вели дека во САД веќе јавното мислење се подготвува за удар врз Венецуела. Се разбира, начинот на кој што функционираат Соединетите американски држави е специфичен и јавноста, нели, има различни мислења, дали треба да се мешаме, дали не треба, особено што Доналд Трамп најавуваше дека ќе создава мира, не војни, сега ова е проблем. Меѓутоа, бидејќи ти често пати патуваш и во САД, какво е според тебе јавното мислење во однос на ова прашање во Америка и какво е во Колумбија и во соседните земји на Венецуела? Да, значи, еве да почнеме прво со САД. Таму, например, според анкетите, последните анкети, огромно мнозинство, околу 70% велат дека нема да подржат војна инвазија на Венецуела, но тој процент драстично паѓа кога се спомне, да речеме, воздушни напади, значи кај што, не речеме, или ќе користат дронови и слично такви. Каде што нема да бидат загрозени војници. Така, точно. Значи тој процент драстично опаѓа. Мислам дека е негде на 40%, 46%. Ако реално е таква сликата, мислам и дека нема да има проблем, значи, администрацијата да продолжи. Проблем ќе биде ако апсолутно над 70% од луѓето кажат дека никаква интервенција не поддржуваат, кој што реално во САД не е така. Во Колумбија е исто така огромна поделба на населението, значи у смисла голем, да речеме, од 50 до 60, измеѓу 50 и 60% поддржуваат некаков вид на акција на американците за да го сменат Мадуро. Значи има мнозинство кој што поддржува, но сепак и тука е многу сензибилна темата, повеќе за тоа што знаат дека ако има, нели, голема инвазија и слично, најголем губитник, ако можеме да кажеме, значи ќе излезе Колумбија. Затоа што милиони луѓе ќе додат во Колумбија. Буквално така. Буквално, бидејќи од тие 7 милиони, над 3 милиони има сега кои што се во Колумбија и се гледаат низ градовите, луѓе кои што се невработени, питачат по улиците. Значи, иако морам да кажам драстично помалку од Лондон и во Европа, се гледаат луѓе кои што се, нели, на улица, кои што немаат кај да спијат, да питачат, али сепак има. Значи и кога, нели, доаѓаат нели, они тоа што прават е дека работната заработувачката ја намалува. Затоа што се подготвени да работат за било што. Работат за така. Сега добро, Венецуела и Колумбија се соседни земји, меѓутоа немаат убави односи, зборуваме за владите генерално, но тоа сега може и да се смени затоа што претседателот на Колумбија има еден специфичен однос и тој доаѓа од една тврда левичарска ориентација и се обидува да создаде поинакви односи со Венецуела. Така, тоа сакам да го кажем, значи реално сите влади, а бидејќи тоа е исто интересниот податок за Колумбија. Колумбија за прв пат избира левичарски претседател во нејзината историја. Во целата историја. Многу необично во целата историја. Значи, говориме над 100 година, десницата влада е во Колумбија. И Колумбија е секој пат главниот сојузник, да кажеме, на американците во Латинска Америка. Све доаѓа преку Колумбија и Панама. Реално и тие двете држави се да речеме таа вратата на или портата на влез и излез на влијание. Од кога дојде Петро се сменија многу работи, бидејќи после неговата победа, еве сега на време веќе години од последните, он веќе трета година на власт, веќе 2 години има против него исто еден куп истраги за манипулации на изборите, за црни пари, за кинески пари и руски ботови, кои што му помогна да дојде
до победа од 51%. Тој сака да се прикаже дека имаше една таква огромна победа во Колумбија, која што бројките не го покажуваат тоа. Десничарскиве председатели победувале со многу поголеми разлики. И сега проблемот е тој. Реално Америка секој пат преку Колумбија функционираше да направи притисок во Венецуела, да ги да ги држи зауздани. Сега веќе тука од кога дојде Петро, самиот Петро влезе во битка со Трамп. Не знам дали следевте кога беше заседанието на Обединетите нации, да? Уште тлееше конфликтот во Газа. Па му го одзема, видата му ја одзема, да. Така, но не само тоа, направи уште поголем прекршок, ако може да кажем така. Тој пред Централ парк, мислам дека таму беше пред подржувачите на Палестина, на Фри Палестин, кажа ги повикувам војниците во Америка да не ги слушат наредбите на својот командант. Кој што тоа во Америка, и ова сега, например, се случи и на демократите, одредени демократи истото го направија сега, ја повикуваа војската и Трамп сега бара од јавниот обвинител да ги тужи за тризам, значи за предавство. За предавство кое што казната е смртна казна. Збориме за смртна казна. Тоа го направи Петро на територија на Нью-Йорк. Во Нью-Йорк, да. Што веднаш го протера, веднаш му ги одзема визата и сега тука е еден интересен момент, не знам дали си видел, и го ставија на таа црна популарна црна листа. Имаме и ние. Или Клинтон. Така, или Клинтон листа. Но за разлика од кај нас, јас знам со многу луѓе што комуницирам Македонија, ми велат, ги има и на кај нас ставено, ама не си функционираат, не ништо. Е сега во Колумбија, што се деси? Сите банкарски сметки на него и на неговата фамилија се затворени од сите банки од Колумбија. На председателот на државата? На председателот, да. Човекот е председател на државата и не може да добие плата. Че нема банка на која што платата ќе му биде исплатена. Целиот банкарски систем, бидејќи е толку поврзан со Америка, секоја трансакција која што ти ќе ја направиш, да речеме, од Англија, од каде да е од Европа, мора да помине преку New York City Bank или JP Morgan или Bank of America за да дојде во Колумбија. Тоа е middleman, да кажеме. Значи, и така да тие санкции на ОФАК, на Клинтон или популарната Клинтон груп, така се вика листа, направија дека на него и на неговиот главен играч, да кажем исто десна рака, Бенедети, кој што е министер за внатрешни работи, му им ги одзедоа, значи ги ставија на листата и буквално луѓе во сега, да кажеме, работат без пари. Неверојатна информација. Имаше дури ситуација каде што тој леташе, требаше да леташе за Саудитска Арабија, но одеше преку Мадрид, преку Шпанија. Што се случи? Комерцијалниот аеродром во Мадрид одби да, со картичката која што се плаќа за гориво, одби да наточи гориво на председателскиот авион на Колумбија. И мораше да интервенира премиерот на Санчес на Шпанија, кој што е исто левичар, да авионот да се носи во воена база и од воени резерви на нафта, на керозин, да се наточи гориво за председателскиот авион на Колумбија, на Петро. Сакам да кажам дека тие санкции, таа ОФАК група, листа, и како знае да биде многу болна. Значи, буквално да те исклучат целиот систем. Во Македонија мислам дека не е така. Не е до толку притисок, да. Не е до толку голем притисок. Уште едно прашање имам, повторно да се вратиме на Венецуела. Како ќе реагираат на овој иминентен, би рекол, напад на САД другите земји во Јужна Америка? Зборуваме за големите земји пред себе, за Бразил, за Аргентина, за Чиле. Како се тие позиционирани во ова состојба? Реално, тие левичарските, да речеме, владиеви како бразилската и колумбиската, се тие кои што, иако, пример, они се очекуваа да го поддржат Мадуро, они последните неколку месеци кога видеа дека Трамп е сериозен во намерата, почнаа да менјаат реторика, у смисла и председателот на Колумбија и председателот на Бразил кажа веќе јавно кажа дека тој практично е нелегитимен, бидејќи не сакал да ги објави резултатите. Дека они сакаат, сега, нивната реторија дека мораме да оставиме самите венецуелци да си ја решат работата внатре. Проблемот е што не може да се реши, бидејќи
целиот апаратус, државен апаратус кој има поклопено населението. И најголем дел од критичната маса веќе е иселена. И затоа ти имаш и таков вид на стагнација, луѓето се апатични, депримирани. Последната е, например, Кока-кола беше една од последните компании кои што функционираше таму, се напушти државата, бидејќи нема доволно шеќер. Земја која што беше една од главните производители на шеќер, така. Производител на шеќер. На шеќерна репка, претпоставувам, на шеќерна трска, што ли? Да, трска. Да. Сега они се доведоа до таа ситуација, нивните, бидејќи они имаат огромни, ресурси, природни ресурси, они се доведоа со тоа лошо менаџирање, со таа корупција, со тој елитизам, или социјализам би кажал, буквално ја девастираа целата економија на Венецуела. Така. И последно прашање, каква е ситуацијата во Колумбија, освен овој страф од она што би можело да се случи доколку сад извршат удар во Венецуела и бројот на бегалци и така натаму, во Колумбија генерално е добро, нормално функционира се. Да, во Колумбија се, како што кажав, на почетокот новогодишна атмосфера, луѓето трошат енормни пари, шопинг, секој мора да подари по 2-3 подароци на секој член од семејството. Почнуваат, бидејќи тука, например, бидејќи Колумбија е огромна, католичка земја, во декември почнува, како што се празниците, почнуваат и верски обреди, значи има, да речеме, 7 дена еден вид на молитви, у смисла на песни, сакам да кажам, генерално фамилиарна дружба. Декември е месец за целосна фамилиарна дружба. Но во исто време голема поларизација, како што кажав, и политички, бидејќи до година они имаат избори во мај 2026 и се првите избори. Главниот опозицијски кандидат за жал го убија пред неколку месеци, мислам дека прочита за ова, Урибе, кој што трагично го убија на сред митинг, и тоа донесе на колумбијците им донесе страшни сеќавања од 80-ти и 90-тите години од Пабло Ескобар, кој што, ако се сеќаваш, во последната емисија кажав и за Медељин, каде што од најнебезбеден град стана најбезбеден град во Латинска Америка. Сега пак се враќаат тие некои сцени, не дека се гледа, насилство врз обичните граѓани, но генерално политичко насилство има. И сега тука ќе биде клучот дали и како ќе се ќе се обедини опозицијата за да ги победи левичарите, бидејќи сега наследникот на Петро, кандидатот на левицата, се вика Сепеда, Иван Сепеда, тој е сенатор кој што произлегува директно од ФАРК. Значи збориме за апсолутно герила кандидат, кој што, ајде да речеме, Петро беше еден вид на герила, но никогаш не се борел, барем тој така кажува, со оружје. Овој практично доаѓа од шумите, би кажал нешто како, не знам, како Али Ахмети, не знам дали да кажем така слично, доаѓа од таму, од борба. И се кандидира за председател, да. И сега за председател, и сега, баш синоќа, првата анкета покажа дека е во водство. Околу 30%. Сега тука е малце интересно за Колумбија, бидејќи реално левицата секој пат е во водство кога се фрагментирани гласачите. Но кога веќе во втор круг дојде со десницата, со кој да е од десницата, они убедливо губеле. Но како што кажа, на последните избори беше малце нетипични избори, многу руски ботови, многу кинески пари доведоа до тоа. Христијан Мицевски, директно од Колумбија, од Кали, не од Картагена. Ти благодарам за ова вклучување, навистина многу интересни информации и се надевам дека твојот представ и понатаму ќе биде безбеден и убав и да се слушаме за добро. Така. Поздрав, секој добро. И Да, почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Христијан Мицевски од Колумбија, од Кали. Зошто зборувавме воопшто на оваа тема? Некој ќе праша на кого му е гајле за далечната Венецуела или за Колумбија. Меѓутоа факт е дека се на овој свет е поврзано, одамна целиот свет е едно големо село. Резултатите од разни акции и движења во еден крај на светот доведуваат до неверојатни резултати
на другиот крај на светот, безите секогаш се во игра, парите, економијата која што е споена практично и впрочем ние имаме војна на тлото на Европа, го чувствуваме тој страв, таа тензија, иако е прилично далеку, така што реминисценции од тоа секако ќе има доколку дојде и до непосакувано сценарио во Венецуела. Како и да е, тоа беше се за вечерва, верувам дека уживавте во разговорот со господинот Мицески. Утре во 15 часот се разбира неприсутно издание на оваа емисија, а јас ви закажувам нова седба со мене и со нови гости утре вечер во 22:30. До тогаш пријатно.